Продолжуваме на тема култура, музика. Музиката е секако дел од културата на едно народно творештво и останува за сите генерации, а тема во следните 15 минути ќе биде фестивалот Поточиња, кој што слави 20 годишен јубилеј, фестивал на кој што учествуваат најмладите во почетните години, оние кои што сакаат музиката и сакаат да се занимаваат со музиката. Добро утро велиме за Оливер Пап, организатор на фестивалот Поточиња. Добро утро и благодарам на поканата. 20 години Поточиња, јубилеот е импресивен, ретко нешто постои 20 години во Македонија и ретко на толку високо ниво, па како сте задоволни од досегашниот тек на настаните на овој фестивал? Па можам да кажам дека сме презадоволни од тоа како започна и како се развиваше фестивалот и на кое ниво е денеска. Куриозитет е тоа што успеавме во изминативе години, секоја година, односно 20-то издание на детскиот фестивал Поточиња, секоја година да имаме ново издание. Дури во најтешките пандемиски години сега што беа позади нас, успеавме да направиме содржина, да испредуцираме и создадеме нови песни, нови содржини. И особено сме горди и задоволни што утре и задутре во Македонската филхармонија, во големата концертна сала, ќе го одржиме 20-тото јубилејно издание на фестивалот. Кога почна? Како почна фестивалот? Беше ли тешко да се почне? Беше ли тешко да се одржи на високо ниво сите овие години? Фестивалот е започнат по идеја на Мирослав Пап, композитор, кој што повеќе од 20 години е посветен на детската музика и на детската песна. Првото издание на фестивалот започна се подготвува 2003 година, се реализираше на 20 март 2004 година во Универзалната сала и концепцијски на почетокот првото издание на фестивалот беше замислено како фестивал за деца од предучилишна возраст, прв тако во Македонија. Меѓутоа толку голема популарност стекна фестивалот со првото изведување во Универзалната сала и првите песни кои што станаа хитови, тука се изведе првпат и химната Поточиња. Веќе од следните години веднаш пројавија интерес за учество и повозрастни деца од 7-8 до 11 години и така натаму. И секако да се создаде еден бренд не е лесно, меѓутоа кога се има идеја, визија, љубов, пожртвуваност, дури и мора да се напомене тука и секако и вложување, и финансиски, умствено и креативно. На крајот, еве го резултатот. 2023 година Поточиња обстојува 20 години со безброј хитови позади себе и многу детски насмевки. Музика е музика, меѓутоа музика за деца е нешто посебно. Секоја музика е посебна, меѓутоа музиката за деца кога се пишува, кога се твори, кога се креира, треба да се има многу сенс за возраста, треба да се има многу чувство за содржината. Лесно ли е? Доаѓа ли, тешко ли е или лесно да се направи еден хит за дете кое што е од предшколска возраст? Еве јас тука и одговорот ќе го дадам малце како автор, како композитор и текстописец. Значи, пред се потребна е креативност, потребна е, да кажам, и мора да се има и некој талент и дарба за да се создаде било каква песна, особено сега збориме за детските. Тука одговорноста е многу поголема. Значи, едноставно мора и да се следат, како ќе влијае на децата. Мора да се следат и модерните текови, затоа што дефинитивно децата не се имуни на тоа, сите живееме во модерни и динамични времиња каде што и музиката особено брзо се менува и стилски и продукцијски. Меѓутоа, треба да се внимава и многу да се обрне внимание на тоа да самата песна и композиција ги задржи оние базични и музички вредности и особено текстот. Значи, се трудиме ние како фестивал и сметам дека тоа ни поаѓа од рака, колку е можно да ги задржиме оние трајни и вистински вредности, децата да не ги растеме пред време, да не им наметнуваме теми кои што се тренд, меѓутоа се, така да кажеме, малку во некоја сива зона, затоа што не се што е тренд е добро за децата. Значи, некои случувања изминатиот период и кај нас и во регионот покажува дека не е тоа така. Децата најбрзо и најлесно учат преку песна. Се трудиме да го задржиме и развиваме македонскиот литературен јазик,
Забележуваме дека изминативе години се повеќе деца во одредени песни, за одредени зборови или фрази имаат проблем да ги разберат затоа што се на литературен македонски јазик. Гледаме дека полека, но сигурно на некои странски јазици на 5, 6, 7 годишна возраст им се поблиски или малте не исти како македонскиот. И сметам дека тука е главниот момент, каде не е само да се напише песната, да се создаде, туку бара и одговорност од секој автор. Значи, тука би дал една, ако е вистинскиот збор, каде што може детската песна да се одвои од останатиот жанр на музика, е одговорноста. Одговорноста е голема затоа што тоа е наследство кое што не само детето што ја изведува песната, не само генерацијата во таа година кога се изведува песната на тој фестивал, туку е наследство и за идните генерации кои што знаеме, ние сме растеле со Златно славејќи со другите фестивали, нели? Одговорноста е огромна. Сега како реагираат децата на тоа кога ќе ја слушнат својата песна, кога ќе се видат на сцената, кога ќе го почувствуваат допирот, контактот, непосредниот со музиката и со она што го прават? Па, тоа е искрена детска емоција, значи возбуда радост, но во исто време сваќа дека имат и одговорност, веќе се солисти, веќе имаат своја песна и треба да се потрудат тоа најдобро да го донесат, да го изнесат со сценски настап. Децата се, можам да кажам, во некои сегменти многу поголеми професионалци од нас возрастните, затоа што едноставно се како сунгер ја впиваат секоја сугестија и едноставно се трудат да го извадат најдоброто од себе и многу од родителите не информираат дека кога ќе заврши нашата проба, кога ќе си отидат децата дома, дека со часови продолжуваат да вежбаат, значи интензивно во соба и така натаму. Значи, таа искрена емоција кај децата кога ќе се види кај учесниците на фестивалот, кај сите, кај членовите на хорот, кај солистите, и кога тоа се прелева кон публиката, кога децата што ги гледаат учесниците и го следат фестивалот, едноставно исто реагираат дури и нормално како публика и еуфорично. Тоа е она што не одржува сите овие 20 години и дава мотив да продолжиме да работиме, а и е најдобар доказ дека сме на правиот пат со целата концепција на фестивалот Поточиња. Каква е сега реакцијата на повозрастните, на оние кои што го креираа овој фестивал, на оние кои што го одржуваат овој фестивал? Поминува авторот низ парк и слуша како се изведува неговата numera. Поминува покрај некој автомобил, особено во летниот период, отворен прозорецот, деца во автомобилот, се слуша некоја од песните. Заигрува ли срцето? Па нормално, значи освен овие локации, училишта, градинки, случајно, значи ќе се помине. Манифестации, значи зборуваме за сите сегменти, моменти. На секаде. Тоа е големо задоволство, значи како автор кога ќе се слушне својата песна, значи својот текст било каде, кога особено денеска на социјалните мрежи е се подостапно, кога се испраќаат или се прикачуваат видеа од градинки, од манифестации, од училишта, од патронати, од родендени во игротеки. Значи, едноставно, тоа е круната на тоа што се работи. Секој што се бави со музика и со авторство, без разлика на било кој правец, живее за тоа. Значи, своето дело да го слушне било каде на страна, да се изведува без нормално никакви да кажеме насоки или наредби, него едноставно спонтано. Тоа е, мислам дека тоа е врвот. Нема повеќе од тоа. Кулминација е кога луѓето свесно го сакаат она што уметникот го создават. Предпоставам дека тоа е ултимативното чувство. Што ќе се случува на Поточиња 2023, нешто за програмата да ни кажете за агендата? Фестивалот се одржува, значи, утре и задутре, сабота и недела, со представи од 11, 13 и 19 часот во Македонската филхармонија. На програмата имаме 16 нови песни. 20 години јубилеј, ќе одбележиме, малце ќе се присетиме и на хитовите од првите изданија на Поточиња, кои што го етаблираа фестивалот. Ќе имаме пригодна роденденска програма, по некои изненадување и гостин, кои што сега нема да ги откриам, тоа ќе остане за публиката. И едноставно
голема роденденска забава. Се ќе биде во духот на прославуваме 20 години поточиња. Децата морам да кажам дека се подготвени, макотрпно работеа, се подготвувавме скоро 8 месеци. Макотрпно работеа, веќе се нетрпеливи да излезат на сцена и да го презентираат сето она што го вежба и го подготвува изминатиот период. И на публиката можеме да само да и ветиме на голема забава. Неблагодарно е човек да прогнозира и да кажува што ќе се случи, затоа што минатото е минато, сегашноста ја живееме и днината никој не може да ја предвиди. Меѓутоа, дали имате хит од овие роденденски песни, еве вака авторски, дали очекувате да се слуша некоја од овие песни и понатаму, дали вложивте посебни емоции за креирањето на ова што ќе се слуша во наредните 2 дена? Секако дека ќе има хитови, само што ретко кој може тоа да го предвиди и да го прогнозира. Сите песни се убаво смислени, се програмски конципирани, застапени се, да кажеме, повеќе продукцијски, аранжмански жанрови и вака моje мислење дека секоја песна ќе си го најде патот до своето дете. Знаете, најдобар лакмус и фидбекот на децата на хорот кога ги подготвуваме песните, затоа што тие ги слушаат први, единствено тие ги знаат песните до фестивалот. И од 50 на деца, значи речи си нема песна што на некој дете не му е хит. Значи секој си има свој стил, свој вкус и си имаат по 1, 2, 3 фаворити, а кога ќе видиме, значи не е тоа една или две песни сите да само таа да ја сакаат. Така што нескромно е да се прогнозира, ама ќе бидам, нескромен, па ќе кажам дека секоја песна е потенцијален хит, дефинитивно. И тоа најдобро го докажува фестивалот, затоа што секој издание на фестивалот носи нови хитови кои што остануваат години да се слушаат. Ќе видиме, ќе чуеме, понеделнички можеби ќе презентираме некоја од песните, ќе ни доставите во рамките на емисијата Македонија наутро, се разбира со ваша дозвола. За крајот, споменавте во текот на разговорот, живееме во турбулентно време, живееме во психолошки тешки времења, она што се случува околу нас и она што му се случуваше на целиот свет силно влијае, особено врз најмладата популација, па вие како еден од оние кои што постојано катадневно се во контакт со најмладите од 5 години па нагоре, што ќе им порачате на децата? Воопшто за животот и за музиката. Да ги слушаат родителите, тоа е најбитно. Најважно е тоа, за почеток, да се фокусираат на учење и нормално еден апел повеќе до родителите, затоа што тие имаат влијание доста на децата во овие години. Малку да се свртат повеќе кон децата, да ги воспитуваат и да им наметнуваат на еден начин суптилно чувство за колективитет. Особено овие пандемиски години позади нас, многу го покачува нивото на индивидуализам, што воопшто не е лошо. Меѓутоа, приметуваме со тек на време дека повеќе се оди на индивидуализам отколку на колективитет. Нормално дека мора да има баланс помеѓу двете работи, меѓутоа ние како фестивал, како една голема група на деца, хор и солисти заедно, кои што заедно се подготвуваат, сметам дека овие турбулентни времења треба што е можно повеќе сите чинители кои што сме вклучени во допир со деца, повеќе да работиме на чувството за колективност и за колективитет, затоа што тука има повлекува и други работи, како што е солидарност, хуманост и чувство дека се припаѓа на заедница. Индивидуализмот, знаеме ние како повозрасни, како проаѓаат годините, дека се повеќе се оди на индивидуализам и имаат време за индивидуален напредок. Се е полесно кога од дете ќе се научиме да функционираме во група. Така да тоа е вака една моја порака, едно си же од изминативе неколку години кои што турбулентно го променија и светот и општеството. Меѓутоа сметам дека ќе спомина се и дека се враќаме во она вистинска нормала и можеме да функционираме и опуштено и без грижи по здравјето за сите нас, особено за децата. Имаме уште 30 на секунди да финишираме, да поентираме. Музиката има најсилно психолошко и педагошко влијание врз децата.
Токму така децата најлесно и најбрзо учат низ песна.